Почитувани гледачи, втора сезона на серијалот заедно Стопанска комора на Северна Македонија и Трето УВО, Бизнис клуб, денешен гостин Боријан Борзан. Добре дојдовте. Добре најдов. Охриѓанец. Да. И јас охриѓанец. И Мизо охриѓанец. Добро. И многу други. И Иво охриѓанец, Трето УВО. Стварно. Шо е ова работа? Изгледа, охриѓани се успешни, ама надвор од Охрид. Ма надвор од Македонија. Сите вратени од некаде. Што е твоето мислење за Охрид? Охрид е најубав. Најубав субјективно или може да биде најубав град? Може да биде најубав, сите сакаме да биде најубав, само има многу работа за да стигнеме до најубав. Али има многу природни нешта што треба да се заштити. Сигурно. Има еден охриѓанец исто така во Чикаго, кој што работи на научни проекти од Груевци. Аха, да. Знаеш. Виктор Груев. Да. Виктор Груев вели кога ќе уклучиме екраните во таа океан систем собата кај што работам и кога ќе видиме бистрината на Охридско езеро, тоа е воодушевување настанува кај сите. Тоа треба да се зачува, тоа треба да се заштити. Зачува, заштити и да се промовира. Тука гледам некоја врзна точка со твоето ангажирање околу чистотата на ваздухот. Што е тоа? Па, тоа е една од мисиите на Джонсон Мети. Джонсон Мети е 208 години стара. 208 години стара британска компанија, листирана на берза, на лондонска берза. А каде е седиштето на компанијата? Во Лондон е. Во Лондон е? Централата е во Лондон, да. Иако развојните центри се во триаголникот Лондон, Оксфорд, Кембридж, најголемиот дел е околу Кембридж. Знаеш што рекол Иво Андрич? Не? Свугде има будала, али код нас е никога централа. А? Многу добро кажа. Да. Или второ, одливот на мозоци не е проблем, тие мозоци што остануваат се проблем. Па да, и тоа е. Така. И тоа е дел од предизвик. И да се вратиме на Джонсон Мети, 208 години. Да. Ова е редок пример што прв пат го слушам. 208 години стара компанија со многу интересна историја. Оне што е заедничко за сите 208 години, тоа е инвестиција во иновација, значи именување на бизнис моделот. Компанијата успеала да устои во различни истории, времиња, политички системи, војни и така натаму. Основата на Джонсон Мети е експертизата во така наречената група на метали блиски до платина, значи платина, паладиум, родиум и слични ретки метали, каде што сме едни од светските експерти во разбирањето на тие метали, како значи се добиваат, како се рафинираат, но во исто време и за што се употребуваат. Тие метали се, значи, по хемиско својство се најмногу се употребуваат за катализа, односно за забрзување на хемиските процеси. Во конкретниот случај за чистиот воздух, да, катализатори, но не само за автомобилска индустрија. Значи примена има тој така наречен тип на катализатори имаат и во хемиска индустрија и во индустрија на бродоградителство и така натаму. Значи има повеќе апликации што се комплементарни со примената во автомобилска индустрија. Со оне што го произведуваме тука во Македонија, ајде на наједноставен народски начин кажано, го правиме воздухот почист, односно преку производство на тие така наречени катализатори и филтри кои се вградуваат во близу до моторот на возилата со внатрешно сагорување, се елиминираат сите оние да речем отровни соединенија од типот на азотни оксиди или PM10 честички што ја загадуваат атмосферата. И тоа е вградено во моторот или вие додатно? Во моторот и во успухот има два сегменти. Тие вие додатно ги вградувате или во вашите возила каде што произведувате за определена фабрика ги вградуваат? Ги вградуваат нашите катализатори. Ќе ви кажам две бројки.
кој вака сега нели споредено со големината на Македонија, Джонсон Мети и нели глобалниот бизнис. Една е во колку возила се вградени катализаторите и филтрите произведени во Македонија. Значи проценка некаде е дека во моментов некаде околу 50 до 60 милиони возила што возат во Европа, дали се камиони, дали се автобуси, дали се джипови, трактори, така, се со катализатори произведени тука во Македонија. Значи некаде околу 25% од сите возила во Европа имаат производ што е произведен тука во Македонија. Или 10 Македони и повеќе. Да, но другата бројка е позначајна, мислам се разбира во Джонсон Мети Македонија навистина сме горди затоа што вкупната бројка на произведени катализатори и филтри е сега веќе близу 170 милиони од кога е основана фабриката во 2009 година, но според официјални статистики зошто е значаен овој производ, Светска здравствена организација ги прати овие работи на годишно ниво, според нивните извештаи некаде измеѓу 3 и 4 милиони луѓе на глобално ниво умираат годишно поради загаден воздух како последица од возила со мотор на внатрешно согорување. Ако не беа нашите производи, оваа бројка ќе беше многу поголема и затоа не сме навистина горди што не само што успеваме да продадеме толку многу во Европа, но во исто време успеваме и да спасиме многу животи. Јас знам една бројка која е многу значајна за Македонија за вас. 2 милиарди оборот. Да. Тоа е импресивно. Да. Како е да водиш фирма со 2 милиарди оборот? Па не се оптоварувам многу со тие бројки, најблиски бројки што се обидувам да ги постигнам се тие што ги мериме во однос на задоволство на нашите купувачи и задоволство на нашите вработени. Да. Иначе бројка како бројка, некоја година ќе биде повисока, некоја година ќе биде пониска. Значи да е употреблива. Молам? Да е употреблива. Да е употреблива, но ви кажав, ако клиентите се задоволни, ако вработените се задоволни, таа бројка ќе расте. Но во исто време не е битно нели колку ќе продаваш, односно обртот, битно е колку ќе заработуваш, односно колкава ќе биде креацијата на кеш. Тоа е нешто што сме фокусирани во изминатиот период, нели согласно приликите во индустријата, знаете, Европа е во стагнација генерално или во секуларно опаѓање, може да кажеме. Нашиот фокус не е толку на раст, само заради раст, туку е повеќе на растење на профитабилноста на компанијата. Значи 2 милиарди оборот. Колкаво е учеството на врските што ги плаќате према државата на годишно ниво? Тешко е да се процени како една бројка, оно што можам да го кажеме дека верувам дека сме најголемиот плаќач на корпоративен данок во државата. Мислам од минатата година, односно од оваа година плаќаме 15% корпоративен данок, што е согласно напаствијата на ОЕЦД што македонска влада ги превзеде. Но и пред тоа, кога плаќавме и по даночната стапка што важи за другите компании, апсолутната бројка мислам дека бевме најголем плаќач на данок. Некаде профитот ни се движи на ниво на локален ентитет, зависи од годината, измеѓу 70 и 80 милиони. Дека државата на една ваква компанија како што е твојата, што значајно учествува во GDP-то и во даночните и царинските обврски и посветува доволно внимание. Секојаш може подобро. Мислам, Джонсон Мети е тука 15 до 17 години или од кога е почнато не првиот процес на преговарање и така натаму. Значи, наша заложба е да растеме заедно. Како што расте Джонсон Мети, така да расте и Република Македонија. Сме отворени за соработка тука во поле на образование, во поле на размена на
различни искуства, бизнис практики што можеби функционираат на друго место, што би биле пожелно да се имплементираат во Македонија. Ако го има тој диалог не само измеѓу Џонсон Мети и владата, претпоставувам дека е многу побитно дека преку институции како Стопанската комора да се канализира тој диалог и владините институции. Тоа е основен предуслов за да има раст, за да има развој на државата и економски раст. Предпоставувам дека и знаете, Џонсон Мети е една од компаниите кои стои позади основање на Британската бизнис асоциација во Македонија. Токму тоа ни е и намерата, нели, да видиме мост измеѓу двете земји во насока на делење на тие без бизнес практики во однос на регулативи, во однос на rule of law или на правосудство, во однос на образование, значи заеднички програми. Тука сме да бидеме партнер. Верувам дека и сме разговарале претходно во рамките на Стопанската комора, нели често се вика странски компании и така натаму. Јас викам Џонсон Мети дека е компанија, македонска компанија основана со британски капитал. Но тука сме во Македонија и сме дел од општеството. Управниот одбор на Стопанска комора одржа седница во Џонсон Мети. Да. Со тоа покажавме како треба и како ги сваќаме односите меѓу нас и мислам дека го имаме правиот начин и правиот пат најдено да се фокусираме на неколку точки во тие преговори со владата што ќе донесат бенефит за сите компании. Значи, разговараме за подигнување на извозот, за регионалното проширување на регионалната соработка и создавање систем на образование за потребите на компаниите. Дали се согласувате? Апсолутно, мислам, би додал можеби уште една точка пред тоа која е, да ја наречеме non-negotiable, што е многу битна од аспект на привлекување на инвестиции, да тоа е нула толеранција на корупцијата. Значи, воспоставување на систем на заслуги, мерит, без и многу битно одговорност. Ова е основа за да може за било што друго да разговараме, затоа што верувајте, јас во позиција на пример на европски директор за операции на Џонсон Мети имам прилика да видам како е во многу земји, да оценувам инвестициски проекти во различни системи или во различни земји. Првото прашање е секогаш е тоа, да, како е состојбата со корупцијата, односно каква е силата на правната држава. Од која тоа ќе биде чек, тоа што одиме на другите работи да ги анализираме. Значи, спомнавте извоз и од страна на Џонсон Мети. Што е она што треба да направи државата за да помогне во тој процес? Значи, има по мене три многу битни работи, врзани не само со Џонсон Мети, туку со пошироката економија и со потенцијални други компании кои би дошле во Македонија или за македонски компании кои би сакале да извезуваат во странство. Значи, прво е, ајде да го кажеме, поделот на генерална интеграција во глобалните системи. Значи, тука е регионална соработка, но сепак ја би го спомнал и наоѓање на патот на интеграција кон Европска Унија. Значи, тој сегмент е многу битен, меѓу другото затоа што мала економија како македонската која не се базира, односно нема пристап кон други ресурси, мора да го најде патот кон извозно ориентиран развоен модел. Значи, премали сме, да бидеме искрени, за да базираме на потрошувачка или врз база на друго, мора да биде базиран на инвестиции и на промоција на извоз. Во тој дел потребни се и активни политики за поддршка на извоз. Не треба многу да измислуваме тука. Значи, има компании, односно има земји кои веќе тоа го прават, значи го правеле за 20-30 години. Треба да превземеме што е тоа што
например, направила Полска или направила Чешка или направила Ирска или Сингапур, што прави покажало како 50-60 години. плодотворно. Не мора да се измислува нешто Тоа ново. да, Тие да. треба да се преземат како активни политики за поддршка на извоз, за различен тип на компании, но тука е нели оне, како викаме, односот измеѓу бизнисот и владата е контактен спорт, така, значи мора да биде комплементарен. И третата работа што директно се врзува со ова е инвестицијата, односно развојот на образованието. Ако претходно зборувавме нели за нула толеранција на корупција, инвестициите во образованието ги разбирам како дел од инвестиции во базична инфраструктура. Значи, покрај патишта, нели, интернет и така натаму, потребно да се инвестира во образование за да бидеме конкурентни, за да може да извезуваме на странски пазари. Тоа значи да се намалат трошоците на државата, со тоа и плаќањата на фирмите, тоа е врзан процес, вие добро го објаснавте во неколку збора, да ние мора да бидеме комплементарни. Точно. Не можеме да бидеме на спротивните страни. Не. Ние ќе бидеме на спротивните страни, дури да најдеме решение, кога ќе најдеме решение, треба да бидеме заедно. Па, видете, ако нешто сме научили од 200 и кусур години капитализам 208. историја, нели не само врзано со Џонсон Мети, туку и нели вкупно со развиените западни економии, да кажам така, е дека либералната демократија, односно политичкиот систем, треба да биде во баланс со пазарниот капитализам, односно пазарната економија. Ако се во спротивност или ако оди во било која друга насока, настанува белја, како би рекле на народски. Се разбира концептот на голема влада која влегува, односно се спротиставува на бизнисот, како бизнис сите сакаме нели да имаме што е помалку интерференција во нашите дневни операции, но и од друга страна и бизнисот треба да се држи подалеку од тоа што е политика, така да треба да бидеме комплементарни со Политиката на заедничка цел. политичарите, бизнисот на бизнисмените. Така, да. И со Галеб отиде за надвор од Скопје или со колата однесе? А? Не се сеќавам, одавно беше. Тога, Значи, да. прво заврши 4-та година гимназија во Америка, така? Да. Со програмата која што паѓаше низа ученици во тој период низ Македонија. Која беше дестинацијата твоја? Тоа беше 94-та година, многу одавна, Сиракуза во апстейт Њујорк, значи околу 200-300 километри северозападно од Њујорк. За тогаш колку бев 16-17 години момче, навистина искуство што ми го промена. И остана година ден. Да. На што се сеќаваш разлика некаква? Што ти останало во глава таму и овде во животот, во образованието ова? Па ако верувам се сеќавате Македонија односно поранешна Југославија како беше во 90-тите, кога ќе успоредите тој систем со Америка во 90-тите, нормално све беше на врвот. Да. Тие се распаѓа. Многу работи беа различни. Ево во образованието што беше разликата меѓу 4-та година кај нив и кај нас? Апсолутно, тоа е една од работите што мислам не само во средна школа, туку и подоцна која бев на магистерски, таму ги боочувам како разлика. Кај нас и се уште можеби е фокусот на теоретското знаење или разбирање на концепти, додека американскиот модел е многу поапликативен. Значи, она што го учиш за да го применуваш веднаш. Значи, и ако тоа во текот на студирањето на Thunderbird, најголемото учење беше преку конкретни case studies, односно примери на како некој нешто направил, како функционира теоретскиот концепт во пракса и како може да се примени на поинаков начин. Тоа беше значи очигледно. Да. Значи ние можеме да констатираме дека системот на образование во периодот на твоите генерации се уште не беше прилагоден на условите на
Не. Према и целите кои се движеше нашата држава. Не, и видете, има, ајде да го наречам, можда е мит за тоа дека бил квалитетен системот во СФР или дека пред 20 години бил образовниот систем подобар, односно има успешни индивидуалци кои се успешни на светско ниво. Но успешноста на системот не се мери преку успехот на тие индивидуалци што отишле надвор и се навистина брилјантни личности. Успехот на системот се мери преку успехот на просекот на системот и колку е употребната вредност во бизнисот и индустријата. Тука треба да бидеме искрени сами со себе дека се уште е многу далеко. Ке ви кажам и конкретен пример. Джонсон Мети и во соработка со Стопанската комора го спроведува дуалното образование изминативе 4 години во Македонија. Значи некаде повеќе се од скоро 300 ученици се поминати во овие 4 години низ тој дел на апликативна настава во Джонсон Мети. Соработуваме со 3 средни училишта, машински, електросмер и хемиски смер. Зошто ја правиме таа инвестиција? Јас ја гледам како инвестиција. Најмногу е од таа причина за да се приближи тоа знаењето со практичната апликација уште од најрани нозе. И тоа го прават. Значи, и во Германија тој систем на apprenticeship, односно менторство, функционира, значи, уште од 14-15 години. Во Америка слично функционира, Британија исто има интересен концепт. Тоа е директна, ајде да ги надминеме тие недостатоци на базичниот образовен систем кој е премногу базиран теоретски, затоа инвестираме во овој тип. Да. Тоа е еден од најуспешните проекти на бизнис заедницата во Македонија и мислам дека треба да се следи и од другите. Се враќаш назад и се запишуваш на факултетот архитектура во Скопје. Зашо? Заради родителите? Дел од фамилиарна традиција, но верувам дека во тој момент одлука да беше и повеќе поврзана со нешто што е дел од мојот карактер, дека сакам да градам, сакам да создавам. Да создаваш и да остане нешто. Да. И отиде 4 години, заврши. Да. И после? Малце повеќе, работев во почеток, значи во повеќе компании, градежни компании, навистина интересен дел од мојава кариера кај што научив многу за луѓето, но во исто време имаше Кај обичните фирми. Да. Но во исто време имаше една ајде да речем една фрустрација, односно спомнав дека карактерна особина ми е да градам, да создавам, уживам кога го правам тоа, но ако останев да работам само како архитект, многу работи ќе останеа само на хартија. Односно, нели, тоа е дел од, да речем, недостатокот на таа професија, дека не све што ќе испроектираш ќе се изгради, односно ќе се употребува и затоа можеби отидов во менеджмент води кај што повеќе има можност да создавам и да видам што е тоа што. Така да, значи архитектите изгубија еден истински професионалец, али добија менаџерите, така? Да. И после ова искуство на терен, кое што твоите амбиции беа повисоки од можностите што ги пружаше Македонија и повторно Джокер од Америка. Да. Која година? 2012 отидов за MBA, односно магистратура по менеджмент со концентрација во финансии во Америка. Во тој момент, мислам, имав среќа, односно успеав да добијам Фулбрайт стипендија за Фулбрайтова стипендија. Да. За тој престој, навистина одлично искуство се стекнав со многу знаења, контакти. Каде беше во Аризона? Во Аризона, Феникс, Аризона. Школата Thunderbird е една од тие бутик школи за менеджмент што е специализирана за
глобална трговија и глобални инвестиции. Така што беше многу блиску до тоа што сакав да го работам во иднина. Мене ми викаат страните представници, што сакате вие, Америка ви е стратешки партнер, најаката земја во светот. Германија ви е најдобар трговски партнер, најака европска економија. Оди, фатете се, работите, не барајте алтернативи. Значи, ти од Америка долета во Германија. Да. Зашто? Значи, после завршувањето се вработи во компанијата Delphi, во тој момент една од најголемите компании во автомобилска индустрија. Значи, тие реден добавувач. Значи, Delphi и сега во моментов е некаде околу 17 милиарда и компанија, 150.000 вработени. Значи, поминуваат низ одредена транзиција. Активно бара луѓе со познавање од, да речеме, овој дел од светот. Отиде во Германија како дел од нивната ротацијска програма за развивање на лидери со задача за инвестициони проекти во Европа, односно во источна и југоисточна Европа. Така што во тој период бев базиран во Вупертел, во близина на Дизелдорф, но бев одговорен за инвестицијските проекти во источна и југоисточна Европа, што ја покриваше и Македонија во тој период. Како дојде до одлуката фабриката да се сконцентрира во Македонија? Значи, претходно го спомнав зборот мерит, односно по заслуги. Таа инвестиција навистина беше во тој период кога Delphi беше во експанзија на таа производствена линија. Имаше конкурентност во однос на отвореност на генерално на владата кон поддршка на инвестицијата, значи конкурентна работна сила и воспоставена пракса во однос на електроника. Значи, таа инвестиција беше во делот на електроника, а сепак Македонија претходно со искуствата на Johnson Controls и Visteon веќе имаше одредено искуство во тој сегмент, што овозможуваше намалување на ризикот за стартување на таа инвестиција. Значи, многу интересен проект во тоа време. Навистина сум горд на тој момент од мојава кариера, кога успеавме од скоро ништо да направиме нешто. Да. Боријан Борозанов, најголемиот директор, односно генерален менаџер на најголемата фирма во Македонија, Johnson Matthey, наш соговорник. We are Johnson Matthey, a global leader in the technologies needed for a sustainable future. The world's leading energy, chemicals, and automotive companies depend on us to help them decarbonize, reduce harmful emissions, and achieve their sustainability goals. For over 200 years, we've used advanced metals chemistry to tackle the world's biggest challenges. We harnessed hydrogen to power the onboard systems on the Apollo space missions, set the global standard for 1 kilogram weight, and made the air in our cities cleaner. Experts predicting that global warming will change the world. Record-breaking droughts, wildfires, and heat waves. We have until 2030 to avoid catastrophe. Now, with climate change, energy supply, and resource scarcity, our skills are needed more than ever before. We're responding quickly to lead in hydrogen as the go-to company for the components that drive electrolyzer and fuel cell performance. In decarbonizing the chemicals industry with a standout position in syngas-based chemical and fuel technology, including sustainable aviation fuel. In auto catalysts, partnering with customers in meeting the strongest ever clean air regulations. And in circularity, across our industries as the world's largest recycler of platinum group metals. Now's the time to make our biggest impact yet, ensure a more sustainable future, and play a leading role in catalyzing the net zero transition. We are Johnson Matthey.
раководиш со успешна компанија како што е Johnson Matthey, се потребни неколку работи. Значи јасна визија која веројатно е во стратегиските планови на целокупната компанија, кадар кој можеш да го обезбедиш ти и да го одбериш, и пари. Вие ги имате сите елементи, јас ќе се осврнам во прашањето на кадаров. Како дојде до кадар, кој што може да ја води во вакви услови на и ваков образовен систем кај нас, и колку се тоа над или под очекувањата твои? Клучна работа е кадарот, односно тимот, тимот што победува. Јас силно верувам во тоа дека не можеш да ги имаш луѓето со најголеми вештини или со најголеми знаења, туку треба да ги имаш луѓето да го креираш тимот со луѓето што имаат најголема амбиција, односно имаат заедничка цел. Значи, ако ние во Македонија го имаме тој малце момент на менталитет на жртва, дека све нас не се случува. Да. Но ако ги избереме луѓето кои реагираат позитивно на оне што ни се случува и одбираат како реагираат, односно реагираат во правилната насока да креираат продуктивност, да креираат иновација, да креираат тимски дух, тоа ќе е тимот што победува. Навистина сум горд што Македонија, фабриката во Македонија има 100% македонски менеджмент, 100% македонски инженери. Значи тоа се луѓе кои се немаме, значи во почетокот на фабриката имало, значи добар дел на странски инженери кои дошле, кои помогнале во стартувањето, но кадарот после тоа е повлечен и е базиран на способностите и знаењата на профилите што ги имаме тука. Не е лесно, бара многу инвестиции, значи инвестиции во знаења, во инвестиции во пратење на тоа што е ново во светот, во нови технологии што излегуваат, инвестирање во развој на менеджмент вештини, но во моментов имаме спектакуларни луѓе. Значи, покрај менеджмент тимот од сите 800 и кусур луѓе што ги имаме, навистина мислам дека ги имаме вистинските за да победуваме. И тоа го докажуваме затоа што фабриката во Македонија е најголема во целиот глобален систем на Johnson Matthey, најпродуктивна и најефикасна. И тоа е се заслуга на тимот што тука е креиран и тука е се Кај да ги наоѓаш на пазарот на работна сила или од компаниите? Значи, за одредени профили, најчесто одиме сега во оваа фаза на развојот, најчесто одиме со вработување на млади инженери, например, без искуство, на кои им возможуваме развоен дел, значи покрај на внатрешни програми за обуки, но и се разбира и надворешни стипендии. Една од работите што навистина сме горди покрај дуалното образование се и инвестициите во практиканство за студенти, за млади инженери. Друга една програма имаме така наречена Science and Me, односно науката и јас, која на глобално ниво се спроведува. Во Македонија спроведуваме заедно со Македонија 2025. Целта е токму тоа, значи да се идентификуваат таленти, да се доближи науката до нив и да работиме заеднички на развој. Меѓу другото спонзорираме, например, и докторанти по хемиски науки, кои се во силна врска со нашите центри за истражување, например, во Кембридж, така што тоа представува навистина добра платформа за развој на кадарот во иднина. Изминативе години, верувам, сите бевме под притисок дека нема кадар, дека има големо иселување и така натаму, дека пазарот на труд е многу турбулентен. Сето тоа е точно, но навистина верувам дека во такви состојби улогата на компанијата не е само да нели се жали и очекува од државата, туку напротив треба да има проактивна улога на пазарот на трудот преку различни иницијативи.
се разбира, подолго е и бара поголема инвестиција и внимание од менеджментот, но е неопходно за да може да се креира тимот што победува. Има ли Мерцедесот твој катализатор? Да. Како? Да. Ти си оставил најдобриот. Произведен во фабриката на Джонсон Мети во Македонија. Што значи? Има разлика во квалитетот на моделите? Има. Да. А цените? Има разлика и во модели, има разлика и во цени. Значи, Колку типа произведувате? Гледачите вака да имат представа. Различни типови на технологии, значи на комбинации се некаде преку 1000. Преку 1000 различни комбинации на технологии, да ги наречем на 3 големи групи. Тоа се катализатори и филтри што одат за дизел возила, за бензици и специјални катализатори што одат за, да ги наречеме, тешки возила од типот на камиони, автобуси. Не се посебно издваја. Да, но не само и за тој дел, туку и да речеме за булдожери или друг тип на механизација што оди, што се нависува на специфични. Не премногу фирми во светот може да ги произведат тие катализатори. Значи, Джонсон Мети е една од 3 глобални играчи во тој сегмент, така што и, например, во тој сегмент на, условно да го наречеме, комерцијални возила и апликации, имаме и некаде околу 40% глобален пазарен удел market share, значи сме еден од најголемите играчи. И повторно, Македонија е еден од најголемите производители на тие производи. Биш кошаркар. Со носталгија се сеќавам на тие денови. Во Ликнида. Да, многу одавна, повеќе се сеќавам на другарството со нели, другарите кои игравме заедно кошарка, најчесто на спортски центар. Друго време беше тоа, но спортот мислам дека е многу битен затоа што не учи на тимска работа, но и нели, развивање на компетитивен на дух. комуникација и на компромис. Да, но и барање да победиш, така не се надпреварува ако немаш желба да победиш. Да. Пратеше ли кошарка во Америка? Да. Да. И за кого најбеше? Во тој момент Лейкерс, Коби Брајант беше тогаш актуелен. Мене секогаш ми остануваат посеќавања од мое време Кливленд со како се викаше? Не знам. Кошаркаров бе на Леброн Джеймс. Леброн Джеймс и Јута со како се викаше тој? Мелон. Да, Карл Мелон. Да, и Сан Антонио со кулите близначки. Да, тоа беше вака, да речем, опфатено глобално, или тамо нели се менува со тие драфтовите, да не е некој доминантен подолг период и така натаму, и тоа е, мислам, добра политика. Од спорт денеска нешто практикуваш? Не активно, односно не сигурно толку колку што би сакал, но спорт во било која форма е добар, нели, за развој на дух, на тело. Сега, прилагоди се на годините и на времето. Млад, али прилагоди се на тоа. Пешачење. Да, треба повеќе во секој случај. Треба повеќе. Начна работа ева. Како ја гледаш Македонија во наредните 10 години? Секогаш сум оптимист. По карактер секогаш сум оптимист, од причина што навистина имаме шанса да направиме промена. Значи има една поговорка која доста често ја повторувам, нели, кој е вториот најдобар момент да посадиш дрво. Одговорот е сега. Зошто? Затоа што пред 20-30 години која било подобриот прв момент да го посадиш дрвото, си ја пропустил шансата, но уште има шансата да го посадиш сега. Значи, сум оптимист, без разлика на сите работи што се случуваат во светот и кои се предизвиците и кои се тука внатрешни предизвици. Најголемиот недостаток што е на Македонија
тоа што сме мали по територија, по население, по ресурси, треба да го претвориме во најголема предност. Што значи тоа? Дека треба да бидеме најбрзи од сите, треба да реагираме најбрзо во све што се случува, да бидеме најагилни, да бидеме најгладни за образование, најгладни за успех. Треба да имаме амбиција. Тоа е она клучна промена што треба да се случи во општеството. Сигурно нема да победиме во све каде што може да се надпреваруваме. Например, не може да креираме повеќе студенти на машински факултет од Кина. Тоа сигурно не е нешто каде што може да победиме, но треба внимателно да избереме каде ќе се надпреваруваме, да бидеме посветени, да имаме општествен консензус на тоа и таму кај што ќе се надпреваруваме, да се надпреваруваме да победиме. Каде е почетната точка на промените? Ја спомнавме... Имаш големо искуство, значи, од каде треба да се почне? Спомнавме предходно, за мене, значи, базична точка е нулта толеранција за корупција. Значи, тоа е, треба да имаме навистина општествен консензус кон тоа прашање, значи, преземање на одговорност, систем на заслуги, да избегнеме од тој момент на тоа што историски било недостаток на државата. Надградбата оди со инвестиции, агресивни инвестиции во образование. Значи, без разлика на тоа, слушам многу коментари, па добро ќе ги образуваме, па луѓето ќе отидат надвор. Може би, но некои ќе се вратат назад, но и тие што се тука, сигурно ќе може да креираат многу повеќе отколку ако не го смениме образовниот систем. Економски раст базиран на инвестиции на извоз, значи мора тоа да биде определба на целото општество. Мала економија сме, мора да се отвориме, значи мора да бидеме многу активни во регионот, мора да бидеме активни со тие што сме поврзани, значи како Европа, Европска унија, Велика Британија, Америка. Значи треба да ги искористиме тие шанси и повторно, значи тој дел треба да биде заеднички консензус измеѓу бизнисот и владата, односно целиот апарат. Кога зборуваш за консензус по клучни прашања, зборуваш за тој консензус меѓу јавниот и приватниот сектор или за политичкиот помеѓу разните субјекти? Значи, буквално за сите, за секој граѓанин на државата треба да биде многу јасно тоа, односно која треба да биде амбицијата дека мора компромисно да се живее. Да. Што мислиш за регионот? Од кого може нешто да се научи, да се преземат определени примери? Има во регионот и во поширокиот регион има доста успешни приказни или да речеме сегменти каде што одредени земји се успешни без разлика на вкупниот резултат. Може би во поширокиот регион повторно би го спомнал примерот на Полска. Полска по некои статистики како економија стигна на ниво на Јапонија по големина на бруто домашен производ. Изминативе 15 години успеа да реизградат индустриската база, но да го реизградат и образовниот систем паралелно. Значи има многу интересен концепт на економски зони кои продуцираа навистина добар резултат. Се разбира и тука во регионот, значи има одредени примери. Грција можеби културолошки имаме одредени разлики, но последните 7-8 години направи навистина многу, особено од аспект на привлекување на странски инвестиции или дали во Greenfield проекти или во поврзани со присуство на мултинационални компании. Microsoft, например, направи огромен центар во Атина, што предходно не можеше да се воопшто ни да се размислува за тоа. Значи, успеа Грција да примени, да развие одредени политики кои привлекува таков тип на инвестиции таму, што не се насочени кон грчкиот пазар, туку кон пошироко. Србија исто во изминатите 10 години, иако
Сега последниве 2-3 години нели имаат одреден тип на политички предизвици и успеа да изградат релативно компетитивен систем на привлекување на инвестиции и промоција на извоз. Треба да се научи понешто и од тој сегмент. Можностите се неограничени, значи пак ќе кажам, треба да сме најбрзи од сите, најагилни, да се движиме од сите. Не мора да измислуваме. Тоа би добиле. Така, значи треба да ископираме од тоа што функционирало на одредено место и да го примениме тука во форма на што ни одговара, за да може да продуцираме економски Едно раст. директно прашање. Да? Субвенциите да ги укини владата, Джонсон Мети ќе се повлече? Значи, во моментов не користиме субвенции. Од периодот на 10 години измина. Завршија, да. Значи, ние сме лоцирани во слободната економска зона. Добро. Значи, што има одредени бенефици Ладност. во однос на, предпоставам, на поедноставена документација и така натаму. Но главните субвенции во однос на даночни ослободувања завршија многу одавна, значи си ги подмируваме во врските како и секоја компанија во Македонија. Но да ви одговорам на овој начин, мислам дека основната причина зашто Джонсон Мети влезе во Македонија се разбира делумно беше под влијание на субвенциите, но изборот не се базираше исклучиво на тоа. И тоа особено треба да се потенцира, особено затоа што има некоја конкуренција тука измеѓу земјите во регионот, нели кој дава повеќе субвенции и така натаму. Не е одговорот во субвенциите. Значи, одговорот е во градење на инфраструктура што може да подржи раст на компанијата за период од 10-20 години. Иако сите ги правиме бизнис плановите на период од 5 до 7 години, сепак кога се прави моабет за таква да речеме стратешка инвестиција, треба да се гледа еден период од подолг, што е околу 20 години, каде што повеќе нели сме заинтересирани во моментов за квалитетна инфраструктура, за стабилност на пример на енергетски систем, за нели во случајов имање на избор на повеќе добавувачи во на пример на природен газ, односно намалување на изложено само кон еден добавувач, квалитет на кадар, квалитет на образовни инвестиции, образовни институции, едноставност на даночната регулатива. Тука има Македонија сепак се уште одредена предност споредена со други земји, значи не е толку сложено да се оперира споредено со некои други земји, тоа треба да се искористи во насока на промоција. Значи, субвенциите се дел од пакетот, но не се одлучувачки за една компанија да одлучи да инвестира. Што ќе им порачате на македонските бизнисмени за овој период, наредниот период, кој што има значајни предизвици цели, како што кажам? Секоја криза е можност за трансформација. Значи, не треба да бидеме во дефанзива, треба да ги најдеме можностите тука каде што може да се развиваме без разлика на сите компаративни предности. Да. Значи, тоа секоја компанија треба да го одлучи сама за себе. Джонсон Мети исто во моментов поминува во низ една трансформација на глобално ниво, значи на ниво на корпорација, каде што се повторно се фокусираме на она што ни е кор експертиза, односно што било заеднички именител за последниот 208 години, а тоа е специализацијата, односно знаењето за оваа група на платина метали што се поврзани со платината. Така што и другите бизнеси во Македонија, значи треба да барат што е тоа што е нивна основна дејност, што ги прави посебни и различни од сите други. И да се развиваат тука во таа дејност, но во исто време да не ги занемаруваат деловите што се за раз во регионот. Значи тука мислам дека треба да бидеме похрабри.
да има присуство, значи има неколку компании кои совршено добро го прават тука изминативе неколку години и тоа е рецептот што би ја подигнал целата економија. Чест и задоволство ми беше што разговарав со генералниот менаџер на најуспешната македонска компанија. Тоа е големо признание за вас на ова возраст, али и голема одговорност. Джонсон Мети е респектабилна компанија за стопанската комора и ево јавно можам да кажам дека во наредното собрание кој ќе се одржи наредниот месец, вие ќе бидете инкорпорирани во највисокото раководство, ценејќи го статусот и можностите што можете да ги дадете и да ја придонесете во работата на стопанската комора како најзначајна бизнес заедница. Ви благодарам. Благодарам.